Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Децата на подолго лекување нема да губат настава од септември. Бесплатен скрининг за детектирање на хепатитис и болести на црн дроб во Прилеп. УЈП 30% од контролираните субјекти се со неправилности, затворени 4 субјекти. Се зголемува прагот, домаќинствата ќе може да поставуваат фотоволтаици до 10 kW. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласом на поддршка во студиото Гордана Цветановска. Учениците кои имаат посериозни здравствени предизвици ќе може да учат откако Министерството за образование и наука воведува формално образование во здравствените установи. Проектот е на Министерството во соработка со Министерството за здравство и Сдруженијето САНО, кое ќе им помага на децата заболени од канцер, соопшти министерката за образование Весна Јаневска. Децата кои имаат посериозни здравствени предизвици најчесто се соочуваат со дополнителни образовни предизвици. На детската клиника за жал има деца кои се наоѓаат на подолготрајно лекување и не можат да ја следат редовната настава. Но сега ќе го решиме и тоа, за да нема дискриминација на децата со сериозни здравствени проблеми, како што имаше во минатото, посочи Јаневска. Таа додаде дека секое дете на школска возраст која е сместена на клиниката за детски болести повеќе од 3 недели може онлайн да се вклучи во наставата на неговиот клас или наставникот ќе организира индивидуална настава во зависност од здравствената состојба на ученикот. Доколку училиштето има доволен потенцијал, тогаш наставникот може да го посетува ученикот во здравствената установа и таму да ја реализира наставата. По повод Светскиот ден за борба против хепатитис во Прилеп се реализираше бесплатен скрининг за хепатитис Б, С и ХИВ, како и еластографија спроведени со мобилната медицинска единица од Скопје. Настанот беше дел од националната кампања и се реализираше во координација со Општата болница Борка Талески во Прилеп, со поддршка од градоначалникот Борче Овчевски и директорот на болницата Кира Јоновски, како и во партнерство со Министерството за здравство, двете клиники од Скопје, Официјалната комисија за хепатоцелуларен карцином, Центарот за јавно здравје Прилеп и Хепар Центар Битола.
Граѓаните покажаа исклучителен интерес за скринингот. Мобилната единица ја посетија за време на скринингот градоначалникот Јовчевски и директорот на Прилепската болница Јоновски и ја поздравија оваа важна здравствена иницијатива. Националната кампања за бесплатен и анонимен скрининг за навремено детектирање на болести на црн дроб се реализира во 10 градови во државата. Целта е подигнување на свеста за црнодробните болести, како што се црнодробен карцином, замастување на црниот дроб од алкохолна и неалкохолна природа, цироза и ретки болести на црн дроб. Во периодот од 28 јули до 3 август 2025 Управата за јавни приходи спровела вкупно 214 теренски контроли за фискализација насочени кон различни типови деловни субјекти, меѓу кои ресторани, кафе-барови, шанкови на плажа, сладкарници, колонијали, продавници за облека и накид, хотели, автопревозници, паркинзи и други трговски објекти за продажба на мало. Контролите биле реализирани низ државата во повеќе градови, меѓу кои и туристичките места, каде во летниот период има зголемена фреквенција на туристи. Од 214 контролирани субјекти, кај 30,8%, односно кај 66 од контролираните, се утврдени неправилности согласно Законот за регистрирање на готовински промет. За утврдените неправилности донесени се 66 прекршочни санкции и глоби, кои ќе бидат одмерени согласно големината на субјектот. За 4, односно 3 субјекти од Охрид и 1 од Струга, поради повторено неиздавање фискални сметки во рок од 2 години, изречена е мерка за привремена забрана за вршење дејност, односно запечатување. Ќе се зголеми прагот за електраните на домаќинствата или потрошувачите производители на 10 киловати и ќе се скрати рокот за издавање дозволи за инсталација на кровни фотоволтајци. Првпат во законската регулатива се предлага воведување законски рок за административната постапка за издавање дозволи за поставување кровни фотоволтајци за потрошувач-производител. Ова го предвидуваат измените и дополнувањата на Законот за енергетска ефикасност, што Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини ги објави на ener.gov.mk. Како што информира Министерството, рокот од 1 месец ќе се однесува на постапката за издавање дозвола за поставување соларна опрема со капацитет до 100 киловати, како и за потрошувач-производител на обновлива енергија и за заедници на обновлива енергија. Со измените, потрошувачите производители добија повисоки прагови за своите електрани и тоа за домаќинствата лимитот е до 10 киловати, а компаниите до 70 киловати. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Попладне претежно во северните делови ќе има изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен, наместа повремено засилен ветер од северен правец, информира Управата за хидрометеоролошки работи. Минималната температура во Прилеп изнесуваше 15, а максималната ќе достигне до 29 степени. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.